Доаѓаат великденските празници кои со себе носат дури 4 неработни дена. Колкав е интересот на македонските туристи и каде ќе се патува? Да го чуеме рапортот на нашиот Ланче Пашазотов, кој беше во една од најпопуларните туристички агенции кај нас. Така е, студио, се наоѓаме во туристичката агенција Трансмет и Млеко, или Трансмет скратено. До мене е директорот на оваа агенција, господинот Кочо, кој што ќе ни објасни нешто повеќе околу понудите за оваа пролет. Така, еве, значи во оваа сезона највеќе се бараат долгогодишни аранжмани. Значи она се што беше нели 7 дена одмор, 10 дена одмор, па не знам екскурзии, посети, ноќевање со доручек, па само преспивање, тоа е веќе демоде. Значи никој повеќе не бара како да кажам такви аранжмани. Сега се значи најбарани оние повеќе годишни аранжмани на ексклузивни нели дестинации. Сега да се пофалам, значи ние сме актуелни по тоа што имаме една понуда за една екзотична дестинација во која што е вклучен и бесплатен азил. Додуша малку е поскапа, но тоа е сепак нели за луѓе кои што не желат пари за да ја напуштат земјата. Што им е најважно на туристите кои бараат својата дестинација? Така, па воглавном се бираат дестинации со кои што, значи, Македонија нема подпишано договор за екстрадикција. Дали е точно тоа дека се појавила нова нелојална конкуренција на пазарот? Има една агенција, мислам дека се викаше Мира Маркович Травел, меѓутоа ние не ја гледаме како конкурентска фирма затоа што таа работи воглавном со Русија, а ние работиме со целиот свет. Добро, и само уште едно последно прашање, превозот ваше или... Чекај, на што алудирате вие? Ајде ќе ве молам да станете и да си одите. Ти ќе ми кажеш, нема да си одиш, да си одиш. Кога сакам, јас тоа ќе си одам. Сега сакам да си одам, сега ќе си одам. Да си одиш. Да си одиш.